Добро вечер, почитувани гледачи. Тоа што за американците е Фаучи, за германците е Дростен, за швеѓаните е Тегнел, за србите Кон, за нас е доктор Жарко Караџовски, водечкиот епидемиолог во Македонија, председател на Комисијата за заразни болести, гостин во вечерашното само интервју. Благодарам што ја прифативте поканата во овој многу интензичен период во однос на пандемијата. Благодарам на поканата и ви пожелавам добра емисија. Сигурно не очекува интересна емисија со оглед на тоа колку контраверзии предизвикува вашата работа, поделени со оценките, некои ја фалат, ве добивте и награда од град Скопје, 13 ноемвриска, ви честитам за тоа. Благодарам. Од друга страна, по опозицијата бара да си заминете, смета дека погрешни мерки воведувате, така што сигурно ќе имаме интересна емисија. Да. Доктор, имате долга кариера, но не верувам дека сте очекувале дека може светот да го зафати ваква пандемија како што се соочуваме овие 9 месеци, но она што е позагрижувачки е дека некако крајот не се гледа. Кога почна да се очекуваше до мај да имаме околу 2000 заболени, сега во 2-3 дена имаме толку. Можете ли сега, откако се знае повеќе за вирусот, да направите некаква проекција до кога ќе биде тој тука меѓу нас, а и до тогаш колку заболени и починати треба да очекуваме? Добро, благодарам прво на поканата, ги поздравувам нашите ценети гледачи и во врска со вашето прашање, мојата здравствена кариера е 37 години, од кои 27 години сум лекар специјалиста епидемиолог, 16 години примариус. Се што поминало во државата во периодот додека работам во бивши Републички завод за здравствена заштита како лекар специјалист епидемиолог и сега во Институт за јавно здравје, не може да не се каже дека поминало низ нашата институција. Само некој треба да се сети колку тоа епидемии поминале во последниве 27 години. Никош сме немале вакви. Никош сме немале, факт е тоа, меѓутоа сме имале нешто многу слично на нешто што би рекале вонредна состојба, некаква што ние велиме вонредна состојба во државата, меѓутоа вонредна состојба за нас епидемиолозите. Зошто? Имало пандемиски грип, имало птичи грип, имало антракс, имало мали сипаници и имало безброј труења. Сега, на прашањето ваше дали некој од нас можел да очекува вакво нешто, веднаш да ви одговорам дека ова е најголемиот предизвик во мојата кариера, не само мојата, него и на сите епидемиолози во државата, и најголем предизвик во делот на јавното здравје, заради тоа што до толку е јавното здравје растегнато во своите здравствени капацитети, здравствени ресурси на самиот персонал, да такво нешто не ние, него никој во светот не очекуваше. Зошто ова се случува пандемиски во цел свет и ниеден здравствен систем, па ни нашиот, не е дизајниран да може да прими толку болни, да има толку потреба за хоспитализации, толку потреба за интензивно лекување и толку потреба медицинскиот персонал да даде се од себе. На вториот дел од прашањето, дали некој бара оставка од мене или од комисијата, безброј пати сум одговорил, накратко сега само ќе речам, стручната фела, стално кажувам, оставете ја докторите да ја работат медицината, политичарите нека ја работат политиката. А ние епидемиолозите, нашата идеологија е епидемиологија. Со тоа се сум кажал. Тоа забелешките се дека има и други експерти кои не се дел од таа комисија, дека може би помогнале со нивните. Повторувам, ова сум го кажал безброј пати, кога би се собрале сите мои интервјуи од сите телевизии, една реченица стално ќе провејува. А тоа е: секој стручњак во државата е добре дошол да дојде и да ги каже своите стручни мислења. Меѓутоа, да тоа биде издржано, стручно, проверено и да ни каже дека вие ова што го работите не е коректно, а ние имаме нова идеја. Најлесно е да се кажува и да се нешто негира, меѓутоа, она што ние го работиме е секаде во светот исто. Значи, треба некој вака да ми рече: во светот, во држава таја и таја, постои мерка таја и таја. Бидејќи нешто кај во таа држава е имплементирано, повелете вие имплементирајте го овдека. Значи, она што стално го кажуваме: носење на заштитна маска, дезинфекција на раце, негрупирање се трите основни каутели што е во цел свет. И во основата на се лежи превенцијата од оваа болест. На прашањето: чекате бе луѓе, дали ова некој го очекуваше? Па ги видовте здравствениот систем на Италија, Франција, Шпанија, Германија, САД. Кој можеше да очекува дека ќе има досега 43-4 милиона инфицирани
еден куп заболени и хоспитализирани и дека ќе има 1.150.000 Да заклучам, тешко е да се предвиде докога ќе трае пандемијата и како ќе заврши, со какви Бидејќи за сега нема ниту специфичен лек, ниту вакцина, многу тешко е да се каже како ќе оди и во кои размери ќе се шири. Меѓутоа, ние основните параметри на заболувањето го знаеме. Со други зборови ќе ме прашате, па чекај, ова ли е толку тешко да се спроведе? Не, тешко е да се имплементира во сите држави, не само во Македонија. Во моментов, еве, нашата комисија стручна, нестручно работи. Па зарем некакви комисии пандан на нашата комисија во Италија, Франција, Шпанија, Германија, Чешка, Словачка, Словенија или Шведска, како што рековте, нестручно работат? Па зашто ги сменат? Сите имаат ист пристап, освен Шведска. Пристапот е исти. За Шведска можеме да дискутираме, еве во две реченици. Шведска на почеток на епидемијата рече, ќе пуштиме епидемиолошкиот процес слободно да тече. Да се Што направи тоа значи? Да се направи имунитет. колективен имунитет. Да. Што тоа значи? 60 до 70% од населението треба да прележи инфицираност или си симптоматологија, па да речеме имаме herd immunity или колективен имунитет. Ако тоа е Имунитет на така, стадо, да. ако е тоа така, а ние го знаеме тоа епидемиолошкиот процес како е, постојат опција А и опција Б. Ако го пуштиме епидемиолошкиот процес да тече, без никакви корекции и никакви наши корекции за тој епидемиски процес да го скренеме или да го зауставиме, што ќе се случи? Ќе се случи она што стално го предвидувавме, Македонија ќе имаше 10.000 мртви и ќе имаше 100.000 болни. Ќе ми речете, ама не е така. Но потоа немаш. Шведска имаше 5.900 смртни случаи. Но потоа немаш. Сега. Па потоа немаше, меѓутоа, дали мерките минатата недела се слични на нашиве? Значи Шведска одеше по тој пат, па сега го заварте процесот. Имаше извинување од одредени министри за здравство, Да, кои за што старечките рекова дека домови, да. Добро. Значи ваша работа како комисија е со мерки и протоколи некако да ја држите таа епидемиолошка крива да биде под контрола. Под контрола е, да речеме. Некако ви успеваше до крајот на септември, но тогаш се случи нешто. Не знам што, но еве кривата покажува дека тогаш нагло оди нагоре и сега таа е крива, ама некако вертикална. Имате ли некакво објаснување? Имаме објаснување. Прво, тоа што сте го добили од мојата куќа, од нашата институција. Добро, односно, сте го добиле од веб страната или од институција, ама ние ги правиме тие предвидувања. И тие и информации на неделно и на дневно ниво, дневно инфо ги добиваат сите медиуми, а неделно ниво правиме ние. Значи, ако комисијата лошо работела, последниве 8 месеци, еве го, фактот е тој. И сите провокации ќе ги земам до крајот на септември, може? Океј, така е, лошо сме работеле. Па зошто бројката беше таква? Таква каква што е? Беше лето веројатно, затоа не се ширеше толку. Тотална невистина. Вирусот се шири подеднакво добро и на топло време и на ладно. Му погодува уште полошо загаден воздух и влажна клима. Ако некој мислеше дека 35-40 степени ќе го уништат вирусот, грешка. Па зошто на јужната хемисфера и во Африка има Добро, па кој е објаснувањето? Зошто Еве го објаснувањето. Народот се распушти, народот се олабави, народот престана да верува во некои мерки и кај нас и во светот. На прашањето зошто Па имавме други мерки, имавме полициски час, имавме вонредна состојба. Да, тоа заврши во мај. Заврши во мај, меѓутоа се она што се случуваше летниот период, журки, родендени, годишни одмори, дружења, дружби, ја што ги викам, концерти, се она што се вика дружење на блиско растојание помалку од 2 метра, без задолжително носење на маска. На прашањето ваше кое што верувам ќе следи, дали измисливте нешто од летоска до сега? Ништо не измисливме ново. Само зошто во октомври, да, еве ви тоа. Зошто? Па еве ви го кажувам. Имавме сега сме октомври, да. Одлично. Колку концерти имавме во септември и октомври? Колку свадби, колку погреби, колку непочитување на мерки и колку заеднички дружења? Имате ли некаков податок колку тие луѓе се заболени надвор? Еве на концерти, на журки. Еве само ќе ви кажам, таму кај што живеам јас. Имаше журка во еден познат кафич на аеродром. Нема да го именувам. Добро. Со безброј луѓе унутра. Имаше, знаеме за кој беше затворен. Бидејќи луѓето знаат, затоа нема да именувам никого со име и ниједна институција нема да именувам. Имаше безброј журки во еден познат кафич во центар. Паралелно, една, па друга, па трета. Имаше голем концерт на една позната хрватска звезда во Битола во амфитеатарот на Хераклеја. 2 дена постоа, уште една звезда од бивша Југославија, повторен концерт. На првата 1700 луѓе, на втората 850 луѓе. И колку се заболеа таму? Имате ли таков податок? Не е тоа премногу за јавност колку се заболеа, затоа што ние сега не одиме да броиме мртви и заболени.
Принципот е Дали има битен. доказ дека таму се шири Ма има болеста? доказ. Од епидемиолошката анкета ние стално прашуваме со кого си бил, каде, кога, колку, зошто си бил. На прашањето, дел од тие луѓе кажа дека сме биле на дружба, на роден ден, на свадба. Ве молам, никаде, никогаш, со ниједна наредба не сме дозволиле свадби, свечености, погреби со повеќе од 10 луѓе. Па само ќе подсетам нашите гледачи што не знаат или не биле информирани. Во најголемата криза во Италија, само погребникот, значи свештеното лице, двајца членови на фамилијата и лицата гробари кои што закупуваат. Никој друг на погреб. Ако ние си дозволиме погреби со 200, 300, 500 луѓе, а да не ве, еве, ако добро ме сеќавањето, во Дебар како почна? Почна од погреб. Првите луѓе беа тамо, првите заболеа и починаа. Меѓутоа, она што нас не загрижува. Че има потврлење, ако народот не ги почитува мерките, претпоставувам институциите требало да реагираат. Јас верувам во нешто што го знам, а тоа е следно. Комисијата за заразни болести работи праволиниски, стручно и компетентно дава предлози, бидејќи сме стручно-методолошка помош на министерот за здравство. Тој потоа тие наши одлуки, барања или размислувања ги пренесува на главен кризен штаб. Да, и при влада. одлуките ги носи Главен кризен штаб ги дава на влада, а владата одредува што ќе се спроведе тоа. Така. Она што на терен се спроведува не е наше. Има институции во држава што треба да контролираат што се прави на терен. Господин Караджовски, до скоро време до летото на тие пресконференции со Филипче, често говоревте дека ситуацијата е под контрола, дека се знаат сите кластери што ги има. Во последно време ретко го слушам тој збор дека се знаат кластерите. Претпоставам на инциденца од 200 на 100.000 во скоро сите градови низ Македонија, тоа е невозможно веќе да се следи. Дали ја изгубивте веќе контролата над ситуацијата? Јас стручно не би го рекол изгубена контрола. Кога ќе се рече некој изгубена контрола, тоа исто кога ќе му речеш на некој, ти знаеш да управуваш со возило, да не имаш изгубена контрола врз воланот, тоа значи првата кривина и дрво е твое. Ако изгубена контрола, ако не знаете како се шири хаотично вирусот. Не. Епидемиолошки е тврдевте сосема дека друго. знаете како се шири, да. Знаеме како се шири. Затоа што, повторувам, на некои 500-600 лица, од кои 200 се во Скопје, ние имаме веќе 50% епидемиолошка анкета за луѓето кој бил и каде бил. Ако пред 6 месеци коментиравме дека се она што се случува за Рамазан, Бајрам и ифтарите, се во општина Чаир, ние знаевме Чаир и по улици знаевме кај се случува. Дел од тие снимки ги видовте и вие на телевизија. Сега пред 6 знаете... месеци, во моментов, ако ја завртиме работата онака како што е епидемиолошки, Чаир се наоѓа на 6-то место. На прво место е аеродром, каде што живеам и јас, меѓутоа и многу што ние ги викаме лица, граѓани што живеат во град. Односно, Центар, Карпош, Газибаба, па после тоа прашувам, докторе, зашто после тоа Чаир. Германија, Меркел вели дека целта на тие мерки што сега ги воведуваат тие да падне инциденцијата под 50 за да може да се следат контактите. Вика, ако е над 50 не можеме веќе да ги следиме. Така е. Како вие тврдите дека ги следите, а имаме ние над 200 во сите градови, не над 200 на Се студија. сложувам, меѓутоа она што е битно е следно. Оваа реченица ве молам запаметете ја и за населението. Широко распространета инфекција и во моментов имаме низ цела држава. Значи, ако порано имавме хотспотови, односно жешки точки во 5 или 6 градови, во кои што Скопје не беше цело Скопје, него само поедини општини. Една од општините беше Чаир, втората беше Сарај, третата беше Студеничани и понатака беше четврта Газибава. Па дел од луѓето толку многу се опуштија во така наречени градски средини, каде што заборавија дека во одредени состојби на својот живот, обитавање, контакти, журка, роден ден, се она што не смее да се прави, а се сведува на основното правило, задолжително носење на маска, оној момент кога не можеш да си дозволиш нити растојание од 2 метра, нити да направиш нешто друго за себе. И се на прашањето дали држиме под контрола. Широко распространета инфекција на територија на целата држава, загрижувачка состојба, апсолутно под контрола не се вели не ја држиме под контрола, него можеме да балансираме и можеме здравствениот систем да го контролираме. Тоа е многу битно за мене. Значи јас состојбата на терен не сум тој кој што треба да ја контролира. Ние здравствениот систем го контролираме. Зошто? Ако некогаш почневме со 200 теста дневно, стално луѓе ни викаат потребно е поголема диагностика, поголем број на тестови. Ако тогаш сме правиле во Институтот за јадно здравје каде што јас работам, 200 теста на почеток на епидемијата, тоа беше март на април.
Сега правиме без малку 3000. Вчера беа 2700. И пак се малку. И пак се малку. Прашањето е колку треба да направиме? 100.000 дневно? Па не можеме да направиме 100.000 дневно. Зошто не можете? Зошто не можеме? Па кажете ми која држава прави 100.000 дневно? Освен Кина. Сите прават. Кој, на пример? Па еве, Дневно дневно на Кажете ми број на колку- жители до сега. Ние Колку сме е направиле 115.000 на милион. Не е тачно. Толку сме направили. Ама чекайте сега. Само Институт за јавно здравје има Не, направено вкупно како држава ние 125.000. имаме направено. Вкупно Каде? имаме. Вкупно како А држава. вкупно имаме. како држава. Да. Океј. На кое место сме во Европа? Не знам, ама еве на пример Велика Британија има 481.000. Ама на чекайте, милион. Велика Тој секој Британија има втор. 60 милиона жители. Ама сега јавна на милион ви Прифаќам, кажувам. прифаќам. Секој втор е тестиран таму. Италија има, Шпанија има 356.000 на милион тестирани. Прифаќам. Меѓутоа зборуваме Италија има 250.000, Шведска има да 200.000, земете Кина, Франција Кина има 230.000. направено 10 пати повеќе од нив. Па тие тестират милион жители дневно. Ама ние не сме Кина. Ние не сме Велика Британија, Шпанија, Италија, Германија или не знам кој. Бе луѓе видете Да, кај докторе, живееме. но знаете Значи, дека немојте да ако навреме не се детектираат заболените и заразените, тие слободно се шетаат и ја шират заразата. Кај нас Стојте. не може да се Има тестира. алгоритам и има протокол. Ама Тој тој алгоритам не дозволува да се тестира. дозволува. И како дозволува Ево, ако има имаме 14 институции во државата кај што може да се тестираат во моментов. Имавме една. Значи, нели е тоа зголемување на капацитетот? прво алгоритмот е многу ригиден. Ја на своја кожа го доживев тоа. Премногу има, значи ако немате контакт со потврден случај не може да се тестират. Еве да го поминете по некоја случајност. Еве да го поминете. Нема термин, треба за 5 дена да се тестират. И за Чекај. тие 5 дена што? Чекайте, значи имате температура, отежнато дишење, кашлица и нешто што се 4 круцијални Пак не ме симптоми. пушта тоа на алгоритам. Сите матични лекари тоа го кажуваат. Ама ние имаме сега дадено уште 300 нови позиции ги велиме во мој термин. Меѓутоа, она што народот сега ме загрижува, до сега, до пред 2 недели, можеме така да кажеме, до пред 2 недели, ова ми го кажувате крајот на септември. Еве, ја викам 3 недели нека биде. Колку луѓе се тестираат дневно? Видете ги графиконот што ми го покажавте. Видете го графиконот колку тестови сме правеле. Сме правеле не повеќе од 1000-1500, Да, ама а за беа викенди помалку од 10 околу 10% беа 12 позитивни, беше 30% еве, се. ама Да. гоце јас ги правам тие анализи со колегите. Значи 12% позитивни на некој 1500, 600, 800 Ма се направени 30, тестови. последни денови се 30. Прифаќам 30, знаете зошто? Тој доказ дека не се тестира доволно. Не, дека има огромен број на непочитување на мерките и народот се плаши и се тестира. Меѓутоа, зошто се тестира некој? Зошто вие би се тестирали утре наутро? Сабајле, кај мене на работа во 7:30. Луѓе се не тестираат дојдете? затоа што имаат симптоми. А имаат, да, и па зошто имаат симптоми ако некој не ги почитува мерките? Значи, не можеш во исти момент да кај нас некоја снимка ви ја гледав овдека кога го отворивме новиот пункт за тестирање. Утрината во 7:30 ни уште не дојде ни на работа, 25 луѓе ме чекаат во заводот, односно да се тестира. Јас им велам луѓе, сите ќе бидете услужени во следниве 60 минути. И сите ги услуживме. Нема она што ние го велиме. Да негирате дека има проблем со тестирањето, мислам дека е илузорно, бидејќи Најубаво сите би знаат било дека има многу проблеми со тестирањето во држава. Затоа луѓето се принудени да одат во приватни лаборатории, плаќаат по 4, 5, 6 илјади денари за да се тестираат, бидејќи не може да се тестираат на државно, не може да добијат термин за да се тестираат. Треба да чекаат по 5 дена. Имаше од Скопје ги праќаат во Тетово да се тестираат. Се сложувам со све што зборите, меѓутоа, нашата лабораторија и другите лаборатории во државно здравство, ние не правиме повеќе разлика помеѓу државно и приватно здравство. Не, сакам да го лоцираме проблемот. Што е проблемот? Немате кадар, скапи се тестовите, штедиме на тестови. Ама Што е никој проблемот? не Зошто не штеди. се тестира повеќе? Така е дизајниран проблемот да имаме Вместо алгоритм. 2-5, зошто 5000 не се тестираат дневно? Значи треба некој да ми рече не 14 лаборатории, него 140 лаборатории ќе имаме за тестирање. Направите ги 140 лаборатории. Немаме лаборатории, тоа е проблем. Па имаме онолку кога што се во државава во моментов што го обслужуваат јавното здравје и приватното здравје и онолку народ колку што се тестира. Замислете оваа опција. Имаме 140 лаборатории во државава и секоја прави по 10-15 теста. Да, на народот ми устека, ова не е трафика, бе луѓе. Ние правиме согласно алгоритам, не одам у трафика да си купам цигари. Значи мораш да имаш прво акредитирана лабораторија, доволно простор, опрема и кадар. Простор, опрема и кадар. Без тие три и акредитација нема нова лабораторија. Па замислете Добро, секоја. имавме многу време да се подготвиме. Ама Сами велите подготвени дека сме од знаевме дека 200 на есенски бранши има, 3000. да. 15 пати сме го зголемиле капацитетот. Ама пак е недоволно.
А Гоце, ја не знам, ви рекол сега да направиме 100.000 тестови, треба да се викаме Европска Унија и да имаме толку лаборатории колку што се дизајнирани Не знам исклучиво за зошто дијагностика. зошто овие приватни лаборатории не се под државна капа, да може матичните лекари таму да ги пречат пациентите. Значи, Сакам да речам, значи вирусот не познава богати и сиромашни. Сиромашните не може да се дозволат да се тестираат. Министерството за сите го здравство шират и вирусот. министерот два пати кажа, ги замоли, значи исклучиво, вие знаете што е јавно здравство и што е приватно. Вашава куќа овдека е приватна ли? Приватно. Приватна. Ако е приватна, можам ја да ви натурам како државна институција како ќе работите? Не. Можам ли да ви кажам на Можеме Жан државата Митрев, да ги плати тие тестови некако, не знам. Фондот за здравство има направено договор. И министерот завчера на телевизија или пред некој ден кажа: "Јас ги замолувам приватните институции кои што тестираат и болници да направат напор да ги симнат цените да бидат како во јавните институции. Ако можеме да си дозволиме некој да работи без пари, тоа е најубаво. Меѓутоа, не можам ја на Авицена, на Биотек, на Систина, на Жан Митрев, на институции кои што се приватни, да им кажам: слушајте, цената мора да биде оваја. Едноставно, тие имат направено договор со фондот, а фондот рекол да, по таа цена е дозволиво. И уште една реченица. Дали нешто ќе спомне до овие брзи тестови? Извините, уште една. Ова не е работа на комисијата. Ценовникот него одредува комисијата за заразни болести. Ве молам да направиме дистинкција и немојте према мене да бидат упатувани отровните стрели. Комисијата се бави со заразни заболувања, а со бизнис интереси или како некој ќе ги наплатува своите тестови, тоа е приватна работа која што треба да ја барате. Поентата е навреме да се детектираат заболените и да се изолираат. Тоа е вашата работа. Нашата работа, да, меѓутоа во оној момент кога ќе имаме таков капацитет и толку стручна сила и толку капацитет во човечки фактор, да можеме тоа да го направиме. За да ве подсетам, пошто верувам дека ќе ме прашате, колку таа луѓе имате вие во вашиот институт? Имаме 6 епидемиолози и уште 4 висши медицински или високи медицински сестри. И исто така имаме 5 во Центар за јавно здравје Скопје. Тоа е целиот пул на луѓе, 15 луѓе, на град од 650-700.000 жители. На прашањето, чекајте, зошто не се направивте поише? Како да се направиме, не се правива преку ноќ. Во мојата наука треба да имаш 4 годишно искуство и уште некој период на едукација, до едукација и работа. Ние сега за помош или испомош во софтверски решенија викнавме 60 студенти да ни помагаат. Па немојте да заборавите дека не се ствара инфектолог преку ноќ. Треба минимум да заврши факултет, 5 години специјализација и уште богато искуство во животот. Нашиот здравствен систем не е дизајниран за пандемија. Ниеден здравствен систем не е дизајниран. Да, разбрав тоа. Ни големите држави паѓаат во делот на број на направени тестови, меѓутоа, ако ние имаме PCR 5 апарати, тие имаат 55. Ако ние имаме 50 епидемиолози, тие имаат 500. Ако имаат ние 40, 50, 60 активни инфектолози во толку 16 здравствени домови и општи болници, тие имаат 6000. На прашањето уште една реченица за да ви стане јасно што е разликата меѓу најблиската до нас Србија. Па тие имаат арена, спортска арена во која што имаат 500 кревети. Тие имаат она што ние го викаме од болница Драгиша Мишовиќ до КБЦ Земун до еден куп други институции кои што во исти момент може да се дизајнираат во ковид болници. Таква наша знаете само која е? Само 8 септември. Ние никој во државава не оваа власт, него ниедна власт во последниве 30 години не мислела дека еден ден може да се случи пандемија. И оваа наша превентивна бранша, на никого не му требаме епидемиолози. Што е таа работа, на никого не му требаат. Сите сакаат да бидат хирурзи, интернисти, ошњаци, гинеколози или не знам кој. Ова е многу скапа специјализација во наводници скапа, не за пари, него скапа наука, научно и онamo каде што јас се едуцирав во Белград, белградски студент сум специјалист од Војно-медицинска академија, каде што ми велеше мојот ценет професор, вели, цел живот учиш, 5 минути да бидеш главен. А тие мои 5 минути дојдоа сега за жал на крајот на кариерата.